Повисока откупна цена, исплатена субвенции и дополнителни 5 денари по килограм предадена оризова арпа, чисти канали на времено пуштање на водата за наводнување. Ова се барањата на оризопроизводителите, кои денес ги упатија до власта. Со земјоделска механизација го блокираа патот Штип-Кочани. Дојдени сме на работ на екзистенцијата, оризот многу малку се откупува и тоа што се откупува се многу ниски цените. Затоа апелираме еве сега пак до Министерството и до владата да најдат начин да излегнат во пресред и да можеме барем оваа сезона да ја проживееме. Гледај ги раците какви се ми криви. Од муѓење, гледај. Те какви се ми раците додека докара. И ништо на крајот фајда нема. За оризо не водат средства. Од што ние ќе живееме, ѓубре не може да си купиме, репроматеријали, тие работи, води. Зашто не дадат или субвенции да дадат да помогнат на земјоделците? Во моментот оризот од сортата Сан Андреа ја достигна најниската цена. Се откупува за 40 денари, па поради тоа 60 до 70% од минатогодишната реколта се чува во амбарите. Ние како оризопроизводители си го бараме само она нашто што ни е обеќано кога Лупчо Николовски беше кандидат за пратеник, а потоа стана и министер. Ни обеќаше минимална цена на оризовата арпа од 25 денара и минималната цена да биде на белиот ориз 50 денара. Од сето тоа до денес ние немаме ништо. Оризопроизводителите поддршка добија од тутунарите и од претениците од опозицијата. Од иницијативниот одбор најавија дека протести ќе организираат еднаш неделно, се додека не им се реши проблемот и субвенциите не се исплатат во најможен краток рок.